официјални статистички податоци од Државниот завод за статистика, во последните 7 години забележливо е драстично опаѓање на бројот на добиточниот фонд не само во регионот на Пијанес Малец, туку на ниво на цела држава. Кажете ни, да кажеме, дали предвидувате одредени мерки за на некој начин унапредување на процесот на сточарството, за одвидување на сточарството, подобрување на состојбите во овој сектор? Бројките се лоши, навистина е катастрофална ситуацијата. Тоа е резултат на оние погрешни и задоцнати мерки кои што ги правеше изминатата власт. Нажалост, нашите полици се со увозно млеко, нашето производство на месо, живина, свинско и така натака е веќе преполовено. Ние ќе дадеме веќе од идната програма 2025 година зголемен потенцијал, односно зголема поддршка, се со цел да го враќаме сточниот фонд, бидејќи мораме да обезбедиме домашна храна за нашите сограѓани и нормално како извоз на земјоделски производи. Ќе биде редефинирана програмата за субвенции, се со цел да стимулираме зголемено производство и нормално оние субвенции кои што ќе ги даваме, ќе ги исплаќаме на време, се со цел да бидат дополнителна додадена вредност во делот на сточарското производство. Знаете дека еве со доаѓањето на власт ние веќе исплаќаме субвенции кои што со претходни години, дали е тоа за предадено јагне во кланичен капацитет, дали е за литар млеко кое што досега требаше да го имаат земено сточарите, меѓутоа ние како влада веќе на самиот почеток даваме сериозен приоритет во делот на исплата и на субвенции и ќе градиме мерки кои што ќе бидат долгорочни.